претежно правна проблематика, може би дел од вас постои дилемата зошто берзата се нафати да обработува оваа тема. Имено во текот на месец март 2010 година беа усвоени по предлог на Министерството за економија значајни измени на Законот за трговски друштва во делот на постапката за одржување собрани акционери. Со измени првпат се направи дистинкција во Законот за трговски друштва помеѓу котирани друштва и друштва со посебни врски за известување од една страна и останатите акционерски друштва. Меѓутоа, оваа дистинкција сега за сега барем се прави само во делот на собранието на акционери, што се однесува до органот на управување, неговиот состав, организација. Законот се уште ваква дистинкција не прави. Овие измени пред се однесуваат на остварувањето на правата акционерите на собранието. Лично или преку полномошник се овидува можност за следење, електронско следење и гласање на собранието, гласање преку кореспонденција, поставување прашања од страна на акционерите. Исто така се овидува должност за котираните друштва и друштвата со посебни врски за известување внатре да имплементираат електронски систем кој што ќе овозможи електронско гласање, должност да креираат и да одржуваат веб страници заради јакнење на нивната транспарентност. Меѓутоа, откако стапија во сила измените на законот, дојде редот да се одржуваат првите собрања на акционери во текот на 2011 година и поголем број на котирани компании контактираа со берзата со барање за да добијат одредени совети, мислење од берзата, до објаснување на измените на законот, пред се во делот со кој што се зголемуваат обврските на котираните друштва спрема акционерите при организација на собранието. Поради тоа ки берзата се создаде впечаток дека во праксата пред сега котираните компании постојат одредени дилеми и нејасноти за тоа како треба да се толкуваат и применуваат законските решенија. Важна компонента на интегритетот на пазарот на хартија од вредност е постоењето на правна сигурност, постоењето на јасни правила на игра, јасни правила со кои што точно се дефинира кои се прават и обврските и на акционерите и на друштвата при свикувањето на собранието. Тоа е особено важно ако се има предвид дека собранието е местото каде што акционерите непосредно ги остваруваат своите права на управување со друштвото и надзор над менаџментот. Од тука, имајќи предвид дека една од основните грижи на берзата е заштита на интегритетот на пазарот, берзата одлучи да ја организира оваа дискусија пред се со цел појаснување на законските измени и дополнително информирање и едукација и на самите акционери и на котираните друштва во однос на нивната улога при организација на собранието. Како учесници на темата ги поканивме господинот Александар Поповски од Министерството за економија, кој што и предлагач и креатор на новите законски измени, и професорот Горан Коевски како представник на академската фила. Господине Поповски, која беше главната поента на овие измени? Дали целта беше заштита на акционерите при свикувањето на собранието и одржувањето, дали беше дополнително стимулирање на акционерскиот активизам или двете заедно? Поелат. Добар ден на сите. Благодарам за поканата. Благодарам за поканата Министерството за економија да биде присутно на овој настан битен за берзата, но многу значаен и за нас, каде што ќе можеме да се обратиме на, би рекол, најважните представници на пазарот на капитал. Ако ми дозволите за прашањето кое го поставивте, јас имам спремена на мала воведна презентација од 5 минути, така да брзо би ја поминал, верувам дека ќе биде интересна за сите, кој што воедно го фаќа и ова прашање. Значи, во еден многу кус 5 до 7 минути период ќе направиме една генерална брза презентација на она што беше цел на проксимирањето со оваа директива. Како еден кус вовед, верувам дека ќе биде интересно да се потсетиме. Во овој момент во Република Македонија се одвива предпреговори со Европската Унија преку институционалната платформа која што е воспоставена со спогодба за стабилизација и асоциација. Во интерес на тоа се одржуваат така наречените подкомитети на кои што највисоките представници на техничките структури на државната администрација, значи тоа се оние раководители на сектори во министерствата, заедно со директори на определени институции и агенции, ги водат преговорите директно со представници на Европската комисија во Брисел и во Скопје на годишно ниво, каде што генерално се следи исполнувањето на сите критериуми за членство на Република Македонија, што претходи на ова што гледате на презентацијата, означено како скрининг, како формална операција што ќе изврши Европската комисија за да ги подготви преговорите за членство од кога тој датум ќе биде даден. Како што знаете, Европската комисија бара
на Република Македонија да и се додели тој датум. Европскиот парламент исто така го бара тоа и го поддржува, значи граѓаните на Европската унија имаат позитивно светло. Се што се чека е политичка одлука на Советот на министри на Европската унија. Знаете кој е влогот, кој е залогот за тоа прашање, меѓутоа нас не спречува на дневна и на месечна основа редовно со Европската комисија и во овој момент да го градиме европското законодавство во Република Македонија. Во тој контекст и оваа директива спаѓа во така нареченото поглавје 06, тоа е правото на трговски друштва, сметководство и ревизија, во кое што меѓу другото Република Македонија има обврска да го усвои целото европско законодавство и да ги изгради сите институции кои што се значајни за водењето на бизнис во Република Македонија. Ова е едно поглавје кое што посебно се истакнува во последните 4 години во извештаите за напредокот, значи без обзир во кој извештај ќе прочитате за напредокот на Република Македонија од страна на Европската комисија, ова е тоа поглавје кое што најчесто се истакнува како пример за најнапредно од сите. Во тој контекст ова е еден пресек на сите директиви кои што во тој контекст се усвојувани или се во процес на доработка и усвојување кај нас. Конкретно денешна тема на дискусија произлегува од директивата 2007/36 за остварување на права на акционери на седница на собрание во друштвата кои котираат на берза во Европската унија, кое што беше побарано во 2008 година од страна на Европската комисија. Република Македонија преку Министерство за економија да изврши така наречена транспозиција, прелевање на оваа директива во националните прописи. Се работи за една детална директива која не остава простор на многу опции избор на националните законски одредби. Оние кои што се познавачи на европското право знаат за поделбата на регулатива и директива. Директивата е таа која што ги кажува целите, остава на државата да ги усвои националните прописи за да ги оствари тие цели. Регулативата се така речи закони на Европската унија кои имаат директна примена. Значи не е така работата. Сакам да ви кажам дека има директиви на Европската унија меѓу кои и оваа кои што се идентични практично како и да се регулативи. Така да во тој контекст гледано и немавме многу можности да бираме во врска со начинот на нејзина трансформација. Се боревме многу, 6 месеци имавме интензивни преговори, член по член од Законот за трговски друштва, визави секој член од директивата, што е она што треба да се измени, што е она што е доволно кај нас. На крајот беше постигнат определен договор за начинот на кој што треба се тоа да се изврши. Сепак беше утврдено дека определени измени се нужни на законот. Ова е еден пресек кој што можете да го видите како финален производ од тие преговори. Гледате каде има потреба, каде нема потреба, каде нема членови, каде што има членови инсистира дека мора да се менува и така натаму. Директивата на ниво на ЕУ, мислам дека е добро сите ова да го знаеме. Значи, има зголемен процент на учество во сопственоста на акционерските друштва кои котираат на берзите во Европска унија од странски акционери, а посебно од институционалните инвеститори, што создава ризик дека оние кои што се сопственици на котираните друштва во ЕУ се однесуваат пасивно, не гласаат на собрание и не внимаваат на работата на менеджмент структурите. Состојбата со учеството и гласањето на седница на собрание во котираните друштва на ниво на ЕУ се смета моментално за очајно. Значи самите европјани признаваат дека нивните котирани друштва многу малку работат на развивање на акционерската демократија и на активирање на собранието на акционери. Само за подсетување, Европската унија си има своја агенда, така наречена Лисабонска, која што треба да ја направи најконкурентна економија на светот. Сите знаеме кога денеска би се броеле најконкурентните економии, дека ова економија не е дел од првите три меѓу кои што би можела да биде сместена, и тоа го признаваат и тие. Постојат различни национални прописи на ниво на Европска унија, на ниво на различни земји членки, кои што практично на акционерите кои се од нерезидентни, значи не доаѓаат, не се државјани на таа држава членка во чии што котирани друштва имаат акции, практично не можат да одат и да гласат и да учествуваат и така размислуваат краткорочно. Едни од ретките податоци кои што ги имаат се прибрани од страна на Европската комисија доаѓаат од Германија. Иако ќе видите дека бројките се 2004-2005, тие се релевантни и денеска. Како што можете да видите во оваа трета колона, каде што зборува за foreign shareholders, многу јасно кажува за најбитните, најпознатите, би рекол, најпопуларните германски друштва, тоа се Allianz, Daimler, Chrysler, Deutsche Bank AG, дека каде што има, гледате, foreign shareholders 50% се странски акционери, на собрание се присутни само 6,3%. Дури и во, да речеме, во Daimler Chrysler, каде што 15 од 43% учествуваат, се смета дека и тоа е многу лошо, и тоа е многу малку, и тоа е очајно, и дека и тоа не е во ред. Признаваат исто така дека пасивните акционери предизвикуваат состојба на доминантна, неконтролирана менеджмент структура која што предизвикува недоволно инвестирање, слаба организација, превработување во друштвата, слаб раст, ниско ниво на иновативност во работењето. Трговските друштва во кои што дошло пак до некакво превземање, влегуваат во фаза на еден мирен, нединамичен, релаксиран период
во кои што немаат сериозни иницијативи за усвојување на нови пазари и така натаму. И натаму акционерите на ниво на ЕУ активно учествуваат и гласаат на собрание, меѓутоа без да креираат еден силен контролен механизам на управувачките структури. Во тој контекст гледано, на нешто друго кое што би сакал да ви го сврдам вашето внимание е тоа што нема многу причина на ниво на ЕУ, како што и нас не е пренесено и од она што тие го земаат како став да се влегува во разни економски, бизнис, деловни истражувања на состојбите на трговските друштва или на пазарите, бидејќи смета дека на тлото на Азија и на тлото на Америка, посебно во САД, се направени сите тие истражувања толку детални што донале заклучоци кои што академската средина ги смета за апсолутно прифатливи и дека се што треба сега се направи да се јакне капацитетот, а да не се водат премногу расправи за тоа дали е тоа навистина така или не. Генералната флоскула е дека оваа директива на ЕУ за која што се бари Република Македонија како кандидат за член да ја прифати, е дека акционерите кои ефективно ги користат правата да назначат меѓу другото полномошници за време траење на собрание, ако веќе лично не може да бидат присутни, ги држат под каков таков притисок управувачките структури како собственици на капиталот, ги држат управувачките структури кои што менаџираат со сето тоа да се однесува дисциплинирано, здраво и одржливо во делот на раководење на компаниите и иновативноста. Гледате дека, например, во Холандија, Словачка и Унгарија дури 80% од собственоста им припаѓа на странските акционери денеска, а може би повеќе, бидејќи овој процент е повторно во пораст. Ние се обидовме да кажеме дека во Република Македонија малку е различно, ние имаме процес на приватизација, други методи на приватизација, друга историја во развивањето на акционерската демократија, меѓутоа нивниот заклучок е многу јасен. Вие станувате дел од ЕУ и вие морала да го почитувате и да го нема кај вас, многу брзо ќе дојде. Сето она што е релевантно кај нас, веруете, буквално бе убедени во тоа дека можеби се неколку години во прашање, меѓутоа тоа ќе го имаме и ние денеска. Делокруг на опфат на директивата, сите оние кои го читале Законот за трговски друштва, ја читале директивата, знаат дека се работи за едно прецизирање во делот на времето, местото и одржувањето на седницата на собрание, дека се бара подетално да бидат разработени оние моменти кои што се околу достапноста на материјалите, дневниот ред, предложените одлуки, постапките за поставување прашања, предлагање точки на дневен ред, учество, гласање, електронско назначување полномошници. Според мое лично мислење, електронското назначување полномошници е навистина она што е новина и со кое што е предизвик за котираните друштва да го разработат во еден ефективен електронски систем кој ќе му возможи на акционерите каков таков начин електронски да ги именуваат полномошниците. Не е невозможно, јас би го нарекол предизвик, не би го нарекол проблем во никој случај, а уште помалку би можел тоа да им го соопштам на Европската комисија кога зборувам во името на целата наша, да речеме, не влада на Република Македонија, туку пред се во име на граѓаните кои водат бизнис во Република Македонија. Исто така, според како што зборувавме и со професорот Коевски, тој ќе се осврне подетално на новините во Законот за трговски друштва околу свикувањето на собрание, така да во тој контекст ние, како што знаете, се изборивме да нема обврска да се применува од страна на трговското друштво оние три начини кои што стоат во Законот за директен пренос, двонасочна аудио-видео комуникација, електронско гласање. Сето тоа го оставаме како можност, меѓутоа прифатете го како еден вид на порака дека во иднина, не во толку брза иднина, меѓутоа во иднина ќе стане и мандаторно во Република Македонија, еден начин ќе мора да биде обезбеден и тоа е нешто за што понатаму ќе размислуваме. Генералното правило писмена форма заверена на нотар останува за сите друштва, но не и за котираните. За котираните и другите друштва со посебни обврски за известување ќе се бара писмено полномошно без обврска за нотарска заверка во интерес да се исклучуваат сите можни бариери, така и во ЕУ, во делот на тоа да се преземаат готови обраци. Ние кажавме, навистина има потреба од нотарска заверка, од потврди во Република Македонија, има бројни злоупотреби во минатото, па и денеска, дали бил тој навистина едно лице е полномошник или не на акционер, меѓутоа нивната забелешка е дека мора се размислува од ниво на нормален бизнес, дека секаков притисок, секакво криво давање информации подлежи на други прописи и дека тоа не може нас да не биде оправдување, да не излегуваме пред Европска унија да кажуваме дека едноставно кај нас нема доверба меѓу луѓето. Значи тоа мора да престане еднаш за секогаш.